Океј, добро утро на сите. Денешниот час, почнуваме повторно во исправена позиција. Еднаш кога ќе застанеме, онака како што ни се чувствуваме утрински, ќе ставиме десната рака на нашиот стомак, а ливата на нашето срце. И ги затвориме очите. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, го отпуштаме целото тело. Можеби не од тензијата, можеби од здравиноста која што се случува додека спиеме и станувањето наутро. Ако често се чувствуваме вкочанети кога стануваме, секогаш е добро да го смениме душевно, да ви кажам, бидејќи тоа навистина многу влијае на квалитетот на сонот. Но исто така и да внимаваме на тоа што јадеме, што пиеме, бидејќи од тоа се создаваат млечни киселини и кои што се таложат по коските, по зглобовите, и тоа е една од причините колку години повеќе имаме, потешко да ни е станувањето наутро, поради вкочанитоста. Денешниот ден ќе го започнеме со внатрешната интенција и внатрешно сетирање дека денес на новите луѓе околу нас ќе им дадеме шанса. Ние имаме многу стари пријатели, имаме луѓе кои што ги познаваме од одамна, но давањето на шанса, отварањето на срцето кон луѓето кои што се нови за нас, како што повеќе години имаме, така таа шанса некако сами на себе си ја затвараме. И денес, внатрешно во себе, сетирај се дека ќе им даде шанса на новите луѓе што ги запознаваш околу тебе, ќе го отвориш своето срце, својот ум, своите мисли, бидејќи односите се менуваат, релациите се менуваат, луѓето се менуваат и секогаш треба да си дадеме шанса на запознавање на нови луѓе. Јас сум многу среќна што преку оваа моја Хелти заедница запознав толку многу и запознавам толку многу инспиративни луѓе, што можеби ако не се занимавав со вакво нешто, немаше да имам прилика да ги запознам. Спуштаме рацете. Потоа нежно потплекнуваме на колената, како кога, нели, како скијачите кога скијаме. И држејќи ги паралелно нозете, паралелно ги носиме лево-десно. При тоа доле на стапалото, нели ја менуваме и тежината на стапалото, па индиректно ги масираме доле стапалата, ги оптоваруваме мускулите на бедрата и колената. Можете рацете при тоа да ги искористите за едно нежно движење и будење. Откликнати. Некако низ годините сватив дека важноста на колената, стане ги дланките на твоите колена и нежно изгласирај ги. Важноста на колената и нивната одржливост е многу важна. Одиме со вдишување, подклекнуваме, правиме круг и ги затвараме колената. Направи неколку пати така. Одиме од другата страна. Одлично, исправи се горе, отвори телото, почувствувај се убаво. Застани на десната страна од твоето чергиче. Ќе се движиме од десно кон лево, не од напред кон назад, од десно кон лево. Двете раце ги носиш на твојата глава во позиција на молитва и убаво истегни се. Вдишуваме во центар, издишуваме се, извиткуваме кон десната страна, остани така малку. Врати се во центарот, издиши од спротивната страна, врати се во центарот, тегни горе, направи голем расчекор со левата нога и доаѓаме во позиција на кралица. Колената ни се странично расширени, торзото ни е исправено, дланките се во позиција палец и показалец споени
Чин мудра, остани така. Телото исправено. Од тука исправи ги колината, отвори ги дланките и погледни кон левата дланка. Повежбаме сетот на вежби, кој што се нарекува поздрав на месечината. Деновиве беше полна месечина, па да испочитуваме и неа. Левата рака, доле ја поставуваме на левото стапало или доле на подот, десната е горе. Погледот е или надоле, или нагоре, зависи од тоа твоето тело и твојот врат што ти дозволува. Ова е позиција на триаголник. Од тука ја спуштаме десната рака, доле на подот, се ротираме кон лево, колената се обидуваме да ни останат исправени, стапалото е во средина, помеѓу двете дланки што го допираат подот, и ова се нарекува позиција на пирамида. Потоа целосно изротираме кон лево и го спуштаме десното колено на подот. Се подигаме на десното колено и повторно двете дланки одат високо над нашата глава, позиција на молитва, истегни се нагоре, наназад, зафрли се колку ти дозволува телото. Двете дланки ги спуштаме доле на подот и ослободуваме тензијата на коленото и целосно ротираме кон десно. Со тоа што десната нога е исправена, левата нога е свиткана, како Спајдермен во филмовите како седи. И со петата обиди се да бутнеш малку, задната ложово да се истегне. И како што прави Спајдермен, ја префрламе сега тежината од другата страна. Сега левата нога ни е исправена, бутни со петата. Убаво, супер. Ротираме кон десно. И доаѓаме сега на левото колено. Двете дланки над главата, зафрли ги назад. Убаво, отвори се. Двете дланки на подот, задникот го подигаме и колената ги исправаме. Пирамида. Десна рака на десно стапало, левата оди високо горе, позиција на триаголник. Подигни се горе, позиција на воин, гледаме кон левата страна. Рацете ни се паралелни, не ни се вака или вака. Паралелни ги одржуваме. Позиција на кралица. Јас секогаш сакам да се мрдам, да се движам, да ја менувам тежината во кралица. Од кралица ги исправаме колената, ја повлекуваме десната кон левата нога, двете дланки, убаво нагоре, истегни ги. Истегни се кон десно. Врати се во центар, истегни кон лево. Врати се во центарот и полека спушти ги рацете. Ова беше движењето од десно кон лево. Сега истото ќе го направиме од лево кон десно. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и отпушти ја тензијата во рамењата, во телото, секде каде што чувствуваш дека внатрешно ти се жештени, ти се стегнати мускулите. Двете раце над главата, позиција на молитва, истегни се кон десно. Врати се назад, кон лево. Голем расчекор со десната нога, позиција на кралица. Палеци позазалез ги спојуваме и ова се нарекува чин мудра. Лактот и рамото ти се на иста лактот и рамењата се на иста линија, не се вака или не се вака. Од тука одиме во воин, погледни кон десната дланка. Од воин одиме во триаголник.
Од триаголник одиме во пирамида, стапалото е во средина. Од пирамида, сега на левото колено застануваме, десното е подигнато, дланките над нашата глава, изтегни се убаво, наназад зафрли. Врати се назад, дланките се на подот и целосно ротираме кон лево, каде што левата нога е исправена во Спајдермен, а десната е свиткана. Одлично. А одиме од другата страна, сега тежината ја ставаме на левата нога, десната нога ја исправаме, убаво ја стегнуваме, со петата бутни малку на страна. Целосно изротирај кон лево и подигни се на твоето колено, десно, дланките на твојата глава, извиткај се наназад. Дланките на под, подигаме задник и колена, исправаме ноза, пирамида. Триаголник. Подигни десна горе рака, левата станува доле. Воин, подигни се горе, погледот е кон лево. Кралица. Изврви колената, повлечи ја лева кон десна. Раците се на твојата глава, убаво изтегни се. Кон десно одиме. Се враќаме кон лево. И отпуштаме. И отпуштаме рацете. Отпуштаме телото. И малку. Отпуштаме телото, можете да протресете нозата. Она што може да го направиме е што нежно се подигнуваме на прсти и нежно сега се протресуваме, го тресиме телото, клетките, како лесен джогинг. Овие лесни вибрации всушност го заменуваат она што овие што трчаат редовно им се случува, а тоа е нели брзо прочистување на телото, брзо размрдување, така да може да направите вие тоа. Така лесно движење. И потоа одиме нежно со рацете, лево-десно, тапкајки се, слободно пушти ги рацете, како да немаш никаква контрола на нив, почне во овака, од рамењата, надоле, под дланките, под телото, во образи, задник, нежно тапкање. Тапкање во ние да се размрдаме, за да кога ќе запознаеме нова личност, едноставно не се затвориме одмаз во својата школка, туку почнеме да комуницираме и ја погледнеме навистина на еден нов начин. Одлично. Застани. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме. Бастрика сега, на начин на кој што ни дава енергија, сила и ни дава полна самодоверба,
Со вдишување рацете ги подигаме нагоре, со издишување го подигаме десното колено и рацете ги спуштаме. Вдишуваш, издишуваш преку нос. Океј. Вдиши длабоко сега, задржи го воздухот и направи контракција на целото, мускулите на гениталите на целото тело. Издиши, отпушти и остани така малку, затвори ги очите. Остани така, доживеа твојата позиција. Доживеј се себе си. Дозволи сите сензации да поминат низ тебе. Ќе направиме уште еден циклус од 20 пати бастрика, на истиот начин. На крајот, кога ги спуштиме рацете, издишуваме, правиме контракција на целото тело, грч, и потоа вдишуваме и се ослободуваме. И одиме сите заедно. Вдишуваме, издишуваме силно преку нос во ритам. Океј, вдиши сега. Вдиши, задржи го воздухот, контракција, издиши и обратно се прави, нели зависи кој како заврши. Потоа седнете доле на земја во позиција на лотос. Ако ви е тешко да ви држите колената свиткани, можете и со исправени нозе, можете и на столче. Ставете ги дланките на вашите колена, исправете го телото, затворете ги очите, еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и доживеј како со издишување седнуваш на подот. Целото твое тело е тука, седнато на подот. Вниманието насочи го кон дишењето, кон врвот на носот. И започнуваш да наблюдуваш како полека вдишуваш и како бавно и продолжено издишуваш. И додека издишуваш внатре од тебе, ги ослободуваш сите тензии, целата напнатост што можеби ти се створи со овие вежбања. Вдишуваш ментално во себе, броиш до 3. Издишуваш, броиш до 6, задржувајќи го тој ритам. Сега вниманието го ставаш на мигот кога се трансформира вдишувањето во издишување. Вдишуваш, стануваш свесен, свесна за мигот. Издишуваш, отпушташ.
Само биди свесна или свесен за тој миг кога се случува, кога целата трансформација се случува. Замисли во тој еден миг кога ти се раѓаш, дишуваш, а кога ќе си одиш на овој свет, ќе издишеш. Во тој ист миг настанува размената на кислород, јаглеродиоксид, храната и токсините во истиот тој миг. Колку е незабележителен всушност. А колку е присутен во нас. Во тој миг и носиме одлука да се смениме. Некоја добра одлука за нас. Или се пресвечуваме на друга работа, на друго нешто. Ете толку е потребно за да одлучиме, само да го фатиме тој миг. Сега вниманието полека ќе го ставиш на твоето чело, внатре на менталниот екран, позади твоето чело, таа се нарекува читра кала, нашата просторот, нашата чиста свест кај што се наоѓа. И ќе останеш со вниманието тука, чекајќи да се појави бела, сребрена точка како вибрира. Вниманието во просторот кон челото, кон просторот помеѓу вегите и чекаш да се појави бела светла точка, бела сребрена светла точка која што блеска. Таа го символизира твоето повисоко јас, твојата поврзаност со повисоките нивоа на свесност, со духовните битија, со твоите ангели чувари, со твоите заштитници, духовни учители. Бела сребрена точка, блеска. Во просторот помеѓу вегите или малку над нив. Потоа префрли го вниманието на твоето дишење. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме. Ментално во себе. Сети се дека денес ќе им даде шанса на луѓето околу тебе, на новите луѓе и лица околу тебе. Ќе си дадеш можност да запознаеш или да се приближиш до некој што до сега не си бил, не си била. Тоа е еден од начините на трансформација, кога дозволуваме да излеземе од својот круг на пријатели и отвориме срцето кон некој кој што до сега не бил тука. Посакувам убав ден. Се гледаме утре на наредниот час.